Благодарам, председателе. Почитувана директорке, слушајќи ве, имам впечаток и читајќи го извештајот кој што го добивме како пратеници, дека обврските кои што се преземени со Спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската Унија како клучни приоритети за партнерство за приспособување на Република Македонија кон Европската Унија, оние преку Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија секоја година, во овој извештај се отсликува степенот на усогласување на законодавството и оние измени, односно новини кои што планирате да ги внесете во работата на агенцијата, која што е независно регулаторно тело. Имено Агенцијата за пошти како давател на услуги, мислам дека треба да споменеме, ги, ајде да не речам ги контролира, ама има обврска да соработува или да ги надгледува и приватните компании и институции, меѓутоа има обврска да ја надгледува, како што рековте, и самите поштата, Македонска пошта, која што е државно предпријатие. Сакам да поставам едно прашање до вас, иако повторно ќе речам, вие сте независно регулаторно тело кое што ги надгледува или ги контролира и приватните и ова државно предпријатие. Дали како агенција сте консултирани и имате некаква информација во врска со тоа што беше пласирано во јавноста од страна на Зоран Заев и владеачкото мнозинство, дека се планира продавање на македонски пошти? Дали имате информација до каде е таа постапка, дали се планира да се отпочне во оваа 2021 година? И дали е побарано мислење од вас, заради тоа што сметам дека во вашата агенција имате навистина стручни лица кои што можат да дадат навистина придонес и соодветно мислење по однос на ова прашање кое што е од интерес на граѓаните на Република Македонија, заради тоа што лично сметам дека треба да се престане со продавање на оние предпријатија кои што се во државна сопственост, односно основани од државата. Благодарам.